Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван министер, како што спомена и колегите, во овој предлог закон всушност се врши согласување со европската регулатива. Тој се врши хармонизирање на домашното законодавство со регулативата на Европската унија број 1092/2010 на Европскиот парламент и на Советот од 24 ноември 2010 година за макропрудентен надзор на финансискиот систем на Европската унија и формирање на Европски одбор за системски ризик. За разлика од праксата која што ја наметна ова владеачко мнозинство да става европско знаме на закони кои што немаат никаква допирна точка со европската регулатива. Носењето на еден ваков закон е повеќе од потребно да се донесе, но и да се почитува, заради тоа што сведоци сме, сведоц е целата македонска јавност дека економијата во државава тоне. Синдикалната кошница во април 2021 година до април 2022 година пораснала од 33.976 денари на 38.104 денари. Наредниот месец се очекува повторно покачување на цената на струјата според она што нормално најави власта. Долгот на државата без размислување власта го зголемува. Се очекува ново задолжување од 1,2 милијарди евра, така што до крајот на 2022 година Македонија ќе биде задолжена за 63%. Вчера, почитувани колеги, за ова алармираше и гувернерката на Народната банка на Република Македонија, која што во интервју за Слободна Европа рече дека властите треба да превземат повеќе мерки и активности, бидејќи како што вели, последиците, нормално негативни, ги чувствуваме веќе сите. Исто така советуваше да се скрати трошењето на државни пари. Според гувернерката Бежовска на Народна банка на Република Македонија, таа очекува пораст на јавниот долг, како што и ние ве велиме, до 63%, што ја става Македонија во високо задолжената зона. Тука, почитувана јавност, почитувани колеги, вреди да се потенцира она што го кажувавме и во изминатите денови кога ја отворивме оваа точка. ВМРО ДПМН е Република Македонија за 10 години власт ја задолжи државата за 2,2 милијарди евра, а СДСМ за 5 години власт до сега само ја задолжи државата за 2,9 милијарди евра. Токму затоа е повеќе од потребен еден ваков закон, ама е многу битно што никој оваа власт не може да ја контролира во спроведувањето на законите, па ме плаши дека тоа ќе биде проблем и во спроведувањето на овој закон. Со овие измени се дава овластување на Народната банка на Република Македонија да спроведува макропрудентна политика и презема макропрудентни мерки кон финансиските институции на кои им издала дозвола за работа. Дополнително, Народната банка ќе може да спроведува и подготвителни активности за решавање на банка со проблеми во работењето, започнување на постапка на решавање, како и примена на инструменти и овластувања за решавање на банка. За да овие одредби бидат операционализирани, потребно е донесување на нов посебен закон за решавање на банки, кој што очекуваме дека ќе биде предложен во многу скоро време. Во предлог законот се дефинира и дека финансиската криза е состојба во која нарушувањата на еден или повеќе сегменти на финансискиот систем или на други состојби во економијата сериозно ја загрозуваат или можат да ја загрозат стабилноста на финансискиот систем и неговото нормално функционирање, додека пак финансиската стабилност е состојба во која сите сегменти на финансискиот систем функционираат без нарушувања и имаат капацитет да издржат потенцијални шокови. Во член 2 се дефинираат и финансиските пазари. Финансиските пазари ги опфаќаат пазарите на пари и пазарите на капитал и инфраструктурата или финансиските институции за нивна поддршка, берзата, централни депозитна хартија од вредност, пазарите преку шалтери и така натаму. Во член 4 стои дека се формира Комитетот за финансиска стабилност, кој што комитет се формира како меѓуинституционално тело одговорно за следење на спроведување на макропрудентна политика во Република Македонија и за координација на активностите при идентификувањето и следењето на системски ризици во отделните сегменти од финансискиот систем при превземање на макропрудентни мерки и при подготовка и управување со финансиската криза.
Целта на комитетот е да ги следи ризиците кои може да бидат екстерни, надвор од финансискиот систем или интерни во неговите рамки, но истите се системски, зашто може да имаат негативно влијание на системот во целина. Исто така задача на комитетот е да ги следи состојбите во економијата кои имаат системско негативно влијание врз финансискиот систем. Целта на комитетот нормално е да придонесе за одржување на финансиската стабилност во земјата. Во 2009 година Министерството за финансии и Народната банка на Република Македонија потпишаа меморандум за соработка за одржување на финансиска стабилност и управување со финансиска криза. Во 2020 година пак по препорака на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд во рамки на програмата за проценка на финансискиот сектор, постојниот беше заменен со нов меморандум, чии потписници се сите тела надлежни за супервизија и надзор на одделните сегменти од финансискиот систем. Со меморандумот е формиран Комитет за финансиска стабилност како преодно решение до донесувањето на посебен закон, како што споменав претходно. Во таа насока е и регулативата на макропрудентен надзор на финансискиот систем и за воспоставување на одбор на системски ризик на Европската комисија. Една од препораките на Одборот за системски ризици е макропрудентна политика да ја води една институција или едно тело од повеќе институции во зависност од институционалната поставеност на национално ниво, при што Централната банка во овој случај треба и мора да ја има водечката улога. Основна цел на овој предлог закон е да ја следи праксата на Европската комисија и да се институционализира тело кој ќе ги идентификува опасностите и ризиците за финансиска стабилност и синхронизирање, ќе преземе макропрудентни мерки заради одржување на финансиската стабилност во Република Македонија, водечка улога во креирањето и спроведувањето на макропрудентна политика и одржување на финансиска стабилност ја има Народната банка на Република Македонија. Имено вакви закони имаат и сите земји членки на Европската Унија и тоа покажува дека навистина овој закон е повеќе од потребен. Со овој закон се предвидува усвојување на макропрудентна стратегија, доделување на мандат на Комитет за финансиска стабилност за давање на препораки и укажување заради спречување, намалување и отстранување на системските ризици и одржување на финансиска стабилност, како и донесување на заклучоци за постоење и престанок на финансиска криза и доделување на мандат на надлежните органи за преземање на макропрудентни мерки во согласност со овој закон и со секторски закони. Во комисиската расправа која го разгледувавме овој закон, беа усвоени амандмани на опозицијата поднесени на членовите 2 и 4, додека пак амандманот поднесен на членот 5 беше одбиен. Меѓутоа сметам дека и со овие два амандмани опозицијата успеа да го подобри, односно да прецизира текстот на предложениот закон. Сакам да потенцирам дека со членот 10 во законот се планира и формирање на подкомитети, кои што подкомитети се планира да работат на седници кои не се јавни, а со седницата на подкомитетите председава председавач, определен од гувернерот на Народната банка на Република Македонија согласно членот 12 став 2 и членот 13 став 2 од овој закон. Со ова тело се планира да работи секретаријат кој што исто така треба да се формира од нула и тоа е предвидено со членот 14 од законот. Почитувани колеги, навистина се надевам дека овој закон ќе исполни целта заради која се предлага и заради која се носи, а тоа е постигнување и одржување на финансиска стабилност на Република Македонија. Иако скепсата постои, заради тоа што искуството покажува дека кај оваа власт законите не важат, дури и законите кои што сама ги носи во овие 5 години видовме дека истата не ги почитува. Благодарам.